Драги пријатели, вечера сме собрани во подршка на сегашниот и иден градоначалник на Пробиштип, Тони Тоневски. Човекот кој што во недела, заедно со сите вас, заедно со сите нас, ќе слави победата тука во Злетово, во Пробиштип, победата на овие локални избори. Драги пријатели, Тони го познавате сите, знаете дека тоа што му беше ветено во програмата го исполни во целост и знаете дека исполни многу повеќе работи од тие што ги беше ветил во неговата програма пред 4 години. Тоа треба да се почитува, тоа треба да се цени и тоа треба да се награди. Да се награди со уште еден мандат, да се даде доверба и да се покаже дека народот следи, знае да казне и знае да награди. Во овој случај да награди, затоа што се исполни ветеното, а се направи и се исполни и повеќе отколку ветеното. И тоа, драги пријатели, јас сум убеден дека ќе се случи. И покрај сите случувања, и покрај се што прават овие од СДСМ, секојдневно. Погледнете што направија од изборите. Направија карикатура од избори. И во првиот круг, и сега, постојано притисоци, закани, уцени и многу подкуп на секаде низ Македонија, по сите општини. Драги пријатели, може да се каже дека Македонија е во опасност, економска и политичка. На политички план се случуваат едни од најкриминалните избори во Македонија, какви се немаат одржано во ниту една друга држава. Африкански избори се тоа, на кои дури и Кенија и Сомалија можат да им позавидат. Тие се најкриминални затоа што изборниот процес го водат и го организираат криминалци. Кој е епилогот? Пукнат череп, убиство на носител на советничка листа во Кичево, искршени штабови, измислени кривични пријави на огромен број кандидати за градоначалници, притисоци врз земјоделците, закани врз вработените во администрацијата, тортура врз народот, подкуп на секој чекор. Еве слободата за која тие практично лажно се бореа. Во Росомон, десетина наши активисти се следени. На дневна основа, истите пријавувале во полиција, а полицијата не реагира. Во Газибаба, во населеното место Иџиково, вработени од платежната агенција одат и лажно ветуваат дека ветуваат за 50% поевтино ќе може да набават механизација, а за возврат да се гласало за СДСМ. Ниту механизација народот ќе види, ниту некаква корист. Ама целта е да се излаже народот на краток рок, а потоа нека му е мисол. Во населбата Три Чешми во Штип, населението вели дека секој ден доаѓале луѓе од СДСМ и нудат пари, а тарифата е од 1000 до 3000 денари. Во Демиркапија, активисти на СДС со познати криминалци им се закануваат на граѓаните со убиство, само затоа што кандидатот од ВМРО бил во посета на едно домакинство. За ова видовме и потресно сведоштво на повозрасен брачен пар, објавено во медиумите. Полицијата повторно не реагира. Во општина Новаци, раководството на РЕК Битола врши жесток притисок врз вработените со цел истите да гласаат за СДС. Во Прилеп се врти снимка, сведоштво на луѓе од СДС кои признаваа дека го следеле градоначалникот Маријан Ристевски. Веднаш откако ќе посетел некои домакинства, активистите на СДС доаѓале и имале два методи, или подкуп, а ако тоа го одбијат, се преминува на притисоци и закани. Сликата за Македонија е тажна. Слика во која имаме заробена држава, во која криминалците и дел од полицијата се едно. Уличните криминалци се на сцена, а корупцијата царува како во 90-тите.
дојде време со гордост да се кажува кој од која криминална група е, наместо кој каков факултет заврши. Силиџиите на сцена, паметните замолкнати. За сето ова Државната изборна комисија молчи. Управниот суд не ни помислува да ја донесе правдата, а молчат затоа што се уценети. Ова е време во кое власта ни кажува дека било нормално да се прислушкува опозицијата, како да е тоа вообичаена работа. Мува не ги лази. Така комотно, шеретски си викаат дека не прислушкуваат, дека власта си ја прислушкува опозицијата. Поголем доказ за недемократија немало и ќе нема. Епа, тие мангупи треба да знаат дека си фатиле работа со ВМРО. Би им порачал дека не ја била вака. Сте се фатиле на погрешно оро. Одите на погрешен пат. Вие ВМРО не можете да го срузите. А ќе дојде време да се сведат сметките, па тогаш ќе ве видиме каде ќе се правдате и колку ќе ви биде срам. Темно петно си ставате зад вас и зад вашите семејства. Нема инсталирана марионетска власт што траела долго. Сите кратко и неславно завршувале. Ова е време во кој наместо за инвестиции и за нови работни места, за подкуп и тендери се зборува. Време на кое полицијата наместо да апси криминалци ги ослободува и молчи. Во кое полицијата заедно работи со криминалците и затоа и молчат, затоа што се соучесници. А кога за некоја тема се во тесно и кога почнува да се гледа дека еден проект за 5 месеци немаат реализирано, имаат и механизам како да го свртат вниманието. Тука им е судството, обвинителството, СЈО, нивните медиуми, дополнети со оние чии газди ги уценија. А на економски план, драги пријатели, се случува катастрофа. Црното сакаа да го направат бело. Се пофалија дека сметките за струја биле поевтини, а такви сметки се уште не сме видели. На земјоделците ги уценија дека ќе имало субвенции само ако имало поголем род, а на пензионерите им ги укинаа покачувањето на пензиите. Една странска инвестиција не донесува. Значи не 5, не 10. Една единствена странска инвестиција не е дојдена нова во Македонија откако СДСМ стапна во водата. И нема ни да дојде. Индустријата оди надолу. Извозот опаѓа. Паѓаат девизните резерви. А веќе за нови работни места не се ни зборува. Помина времето кога се збореше дека ќе дојде овој инвеститор, оној инвеститор, толку ќе отвори 1500, 2000, 5 месеци, таков муабет нема. Се пофалија со продажбата на фени, но и тоа не им успеа. Ова е влада која постигнува економско фиаско, која удира директно по джебот на граѓаните. Забравија на се она што го ветува, забравија на оние 500 евра просечна плата. Па не ли доваѓаа тука и ветуваа дека платата на сите ќе им била, просечна плата ќе им била 500 евра. Не само што е нема, туку просечната плата почна да се намалува. Ветуваа дека лекарите ќе добијат 1500 евра ако дојдат на власт. Абер нема од тоа. Нит се збори, нит се прави. А покачувањето на даноците ни го покажуваат, ни го представуваат како врвно економско достигнување. Се фалат дека ќе ги зголемат даноците како да треба да ги намалат. Гордо излегуваат и кажуваат како ќе ги зголемат даноците. А што значи тоа? Удар врз джебовите на граѓаните и на фирмите во кои што тие граѓани работат. Ваква теорија во економијата не постои каква што направија тие. Кажа, зголемувањето на даноците немало да биде на штета ни на граѓаните, ни на фирмите. Па на чија штета ќе биде? На соседните земји?
Од кај ќе ги земат парите? Значи, драги граѓани, почитувани присутни, внимателно. Внимателно. Јасно е веќе дека овие наши неспособни противници едно зборуваат, друго прават. Тие сакаат да звучат убаво, да звучат пријатно, да ви сервираат лаги кои убаво звучат, само за да го добијат вашето внимание. А потоа, кога ќе се инсталираат во фотелите, веднаш забораваат и почнуваат да го покажуваат своето вистинско лице. Темно лице, мрачно лице, развратно лице, гневно и осветољубиво. Затоа памет во глава. Не дозволувајте два пати да ве прелажат. Особено оние кои гласале за нив. Новие истиви од СДС не заборавија да склучат штетен договор со Бугарија, во кој што договор се откажуваат од македонското малцинство во Бугарија, од македонскиот јазик и прифаќаат да сме прифателе дека историјата до 45-та, нашата историја била бугарска и да ги менуваме учебниците во историја, па Илинденското востание наместо македонско да го правиме бугарско, па првата купушка на македонците против фашизмот, наместо да е тоа, да била идеолошки конфликт помеѓу различните идеолошки страни помеѓу бугарското население во Македонија. Па не знам, Гоце, Даме, Панко, Ченто, Кузман, Карев и така натаму, дека се бореле за Бугарија и така натаму и така натаму. Тоа е практично, драги пријатели, еден обид за редефинирање на државата, во кој што на прво место е промена на името и идентитетот на македонскиот народ, нешто што веќе го најавуваат и што ќе следи по изборите. На второ место е овој штетен договор со Бугарија. На трето место е двојазичноста на цела територија и законот, неуставниот закон кој што го турка. На четврто место е носењето на мигранти и нивно трајно доселување во Македонија и давање нивни државјанства на нив. На пето место зголемување на даноците, што треба да ни го представат како нешто многу добро. Во секоја држава даноци кои се зголемуваат паѓаат влади, кај нас владата се фали со тоа. И на шестото место е редефинирањето на бракот. Бракот да не биде заедница помеѓу маж и жена, туку да се легализираат хомосексуалните бракови и посвојувањето на деца од хомосексуални бракови. Тоа се тие 6 работи кои што, еве, дел од нив сега ве засмејуваат, но, драги пријатели, тие ни се пред врата. Овие работи ни чукаат на врата. Кој за 2-3 месеци, кој за година, кој за 2, овие работи се во план и колку и сега да ни изгледаат смешни и неверојатни, тоа е планот на оваа влада да го направи. И ние ќе се соочиме со тоа. Затоа е многу важно сите граѓани на обидот на внесување страв да одговорат со пркос, со ВМРО-ски пркос да им одговориме и во недела и потоа. Сакаат, драги пријатели, преку разни механизми, сакањето на државата, да го направат нешто што е демоде. Ако некој си ја сака државата, да биде нешто што не е во мода, а модерно да биде ова легализација на марихуана, легализација на хомосексуални бракови и така натаму, нормалното да стане ненормално, ненормалното сака да го прават нормално. Тоа е времето во кое живееме. Оние што се спремни да се борат за државата, како што беа луѓето од 27 април, оние кои што работеле да се направат патишта, автопатишта, железници и така натаму, сите оние кои што нешто работеле, создавале, оние кои што учествувале во создавањето и на документарните филмови за македонската историја, кои што учествувале во поставувањето на спомениците, тие луѓе треба да се плашат дека ќе имаат некои процеси против нив, дека може да бидат притиснати, дека може да бидат уценети и затворени, а сите оние кои што учествуваат во правењето на нормалното да стане ненормално, тие треба да се комотни. Криминалците на слобода, патриотите во затвори. Тоа е времето во кое што живееме. Еве, погледнете што се случува и на тој план. Во затвор го става човекот кој што е борец за човековите права на македонците,
во Албанија, Едмон Темелко. А на слобода го пуштаат красничи. Сега планираат на слобода да ги пуштат убиците на 5 деца од Смилковското езеро, а оној човекот што кубел 4 години затвор за кубење. Драги пријатели, затоа велиме, гледаме дека се случуваат огромни неправди. Во една држава или треба да има правда за се, или не треба да се малтретираат луѓето кои што од патриотски причини и од редолюбиви причини се нашле таму каде што се најдоа на 27 април. Тие погрешија што подпаднаа под провокација, тие паднаа на провокација, тоа беше реакција на акцијата на нелегален начин да се избере председател на парламентот, сгрешија што влегоа и употребија физичко насилство. Меѓутоа, кога гледаме дека красничи го пуштаат на слобода, Бајруш го пуштаат на слобода, па дека тој излегува и ни се смее на слики, ни покажува со два прста демек победа, дошол неговиот Заев го ослободу. Кога гледаме дека оној Рахич, кој што Кобајаги е во куќен притвор, напаѓа градоначалници, кога гледаме дека со закон, специјален закон ќе ослободуваат над 1000 затвореници, сваќаме дека нема никаква смисла да се водат процеси против овие луѓе од 27 април. И ВМРО ДПМН застануваат за тоа дека овие луѓе треба да бидат ослободени. И ќе се бори за тоа. Драги пријатели, сакам нешто прецизно да им порачам. Сакам да им порачам дека нема да им успее. Нема да успеат да го скршат народот во Македонија. Затоа што народот не им се плаши. Не им се плаши на заканите и на уцените. Може имате пари и добри спонзори сега. Од вашите богати спонзори. Тие пари не се дадени туку така, тоа не се нивни пари. Овие 20 милиони евра што ги стурија на подкуп во Македонија, тоа се дадени од надвор. Од некој што има интерес нашата држава да прави штетни договори и оставки кои што се од корис на некои други држави. Сакам да им порачам дека може би имаат богати спонзори, но нема да можете да го купите достоинството и честа на македонците и на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија. А ВМРО секогаш ќе остане со народот. Ќе имате нашата заштита и ќе победиме. Времињата се менуваат. Ништо нема да остане како што е сега. Се менува. Ни една марионетска власт подолго не останава на власт. Ќе се сменат работите. Ќе се ја врати народот власта. Ќе ја тргне оваа марионетска власт. За Македонија секогаш ќе се бориме. Ние друга земја немаме. И не сакаме да имаме. Ама и оваа наша земја на никого нема да му ја дадеме. Затоа што во нас бие македонско срце во нашите гради. И нема да може да ни ја земат оваа земја. Затоа, драги пријатели, наместо со страв, јас смело и со храброст порачувам. Нема сила која ќе го уништи ВМРО. Ние од битка не бегаме, туку смело пристапуваме. Не 100, 100.000 ако сакаат прислушкување нека ни направат. Нема да може да не започне. Нема да може да не натераат да ја свиткаме кишмата, да ги свиткаме главите и да поклекнеме. Нема да може да го земат достоинството на овој народ. Затоа што овој народ знае да ја брани својата земја. ВМРО е тука. Начело со ВМРО, со народот, одиме напред. Во недела на победа. Во недела за Злетово, во недела за Пробишти. Драги пријатели, само на крајот една информација. Во 2006 година, кога дојдовме во владата, во општина Пробишти, се на се, знаете ли колку вработени имаше тогаш? 20. Во тој момент имаше 1737 вработени, регистрирани вработени во општина Пробишти. 1737. На крајот на 2016, 31.12.2016,
не се 1737, туку 4642. Тоа е ВМРО. Така ние работиме, така ние помагаме. Драги пријатели, ќе обезбедиме да учениците од прво до пето одделение имаат бесплатен здрав оброк во училиште, со што ќе се обезбеди здрава исхрана за учениците и заштеда во семејствата. Општина Пробишти и Тони Тоневски ќе овозможат можности за граѓаните за стекнување со сопствен дом, оние кои што немаат сопствен дом, по символична почетна цена од само 1 евро по квадратен метар за земјиштето, и ќе ги укинеме и намалиме трошоците за комунали согласно шемата која што ја соопштивме во првиот круг. Нудиме концепт во кој нема да има неасфалтирана и неосветлена улица. Концепт во кој што во секое мало ќе се гради парк. Ќе се направи регулација и уредување на дел од кејот на Злетовска река во Злетово. Ќе изградиме систем за водоснабдување со техничка вода на индустријските капацитети и наводнување на земјоделските површини. Приклучување на левиот крак од Злетово на колекторскиот систем во Злетово. Ќе се реконструира патот Злетово-Древено, ќе се асфалтираат улици тука во Злетово, вклучително и улицата Македонија. Ќе се изгради велосипедска патека од Пробишти до Злетово и многу други проекти и за Злетово и за Пробишти.